Крстарејќи низ Кочанската котлина изминативе 25 години, поточно речено низ 87 села, денеска распоредени во Карбинското, Кочанското, Чешиновско, Облешевското и Виничкото поле, како што вели народот, наред дојде да ги посетам Зрновско-Видовишкото Мородвишко поле, населените места кои ја надополнуваат колоритната убавина на југозападните огранаци на горестасната македонска убавица Плачковица, кои се дел од датарот на општина Зрновци. Овој пат мој водич низ овој пребогат крај со историја со што ќе ги надополнам моите досегашни сознанија, а дел почитувани мои и вам ќе ви пренесам преку овој документарен серијал со работен наслов Патуваме низ општина Зрновци, кои датираат уште од праисторискиот, старомакедонскиот, римскиот, ранохристијанскиот, рано-византискиот, византискиот, средновековниот македонски, отоманскиот период, кои во себе кријат археолошки артефакти, пишани документи и други материјални историски податоци за оваа регија, а се дел на целокупната историја на Македонија, досега не публикувани, не објавени и мощни значењи за македонскиот народ е единицата на локалната самоуправа општина Зрновци. Општина Зрновци постои од 1996 година со територијалната поделба на Македонија. Успеавме, значи, кога се редуцира општините од 120 на 84, останавме повторна општина. Ние гравитираме во подножјето на планината Плачковица. Имаме 3 населени места, се наоѓаме лево од реката Брегалница, така да навистина правиме една посебна територијална целина од градот Кочани, од кој што дојдовме како општина. Општина Зрновци претежно се занимава, значи, со земјоделие. Земјоделската дејност е основна дејност на нашата општина. Меѓутоа и понатаму останува, значи, земјоделието како основна дејност. Овде би спомнал за жал дека оризот како земјоделска култура последните години е многу малку застапен во нашата општина, иако тоа беше, значи, примарната дејност на граѓаните на нашата општина. А градинарството исто така, значи, од минатото исто така беше, значи, многу популарно во нашата општина. Познати се нашите градинарски производи на пазарите во Македонија, пред се овде ќе ги издвојам зрновската пиперка, зрновскиот патлиџан, грашок, боранија и сите останати други, значи, градинарски производи. Благодарение, значи, на многу плодната почва во нашата општина, пред се, значи, тоа се должи на реката Зрновка, која што е многу богата со вода. Наводнувањето, значи, се одвива непречено и навистина, значи, можеме да кажеме дека имаме идеална почва за одгледување на земјоделски култури. Општина Зрновци има 3 населени места, тоа се Зрновци, Мородвис и Видовиште. Имаме 3240 жители и околу 51.000 километри квадратни површина. Почитувани мои, археолошките артефакти, пишаните документи и други материјални историски податоци за оваа регија, кои датираат уште од праисторискиот, старомакедонскиот, римскиот, ранохристијанскиот, рано-византискиот, византискиот, средновековниот македонски период, отоманскиот период, а се дел од целокупната историја на Македонија, се тесно поврзани со селата Зрновци, Видовиште, а посебно со селото Мородвис. Па да, јас себе веднаш овде би ги спомнал, значи, ископините во село Мородвис. Се работи за археолошки локалитет Црквиште, на кој што се пронајдени остатоци од 4 цркви. Првата црква, значи, датира уште од 4 век од нашата ера. Меѓутоа,
за време на Самуиловото владење во 10 век, значи Мородвис ќе се издигне во голем духовен и воен центар, така да навистина и самите искупувања, археолошки истражувања, значи ја открија црквата од тоа време која што била епископски центар на овој регион. И ова значење, значи, ќе трае со векови, меѓутоа таму некаде 14 век значењето почнува да го губи овој духовен центар. И веројатно, значи, тука и со потпаѓањето под Отоманското царство и на самата Македонија, значи, по чиј состав, значи, била и оваа епископија, се губи значењето, значи, од тогаш до сега. Навистина можеше да се каже дека ние во овие населени места и немавме црковни објекти, да е веќе пред 2-3 години изградивме црква и во село Мородвис, меѓутоа и исто така и во село Видовиште. Кога патуваме низ Македонија, кога одиме во големите туристички центри, како што се Охрид, Струга, Дојран, кога одиме и по големите урбани центри, секој има, да речеме, свое културно лето, имаме Охридско лето, Скопско лето, Битолско лето. Овде како го е организиран, така да речам, тој културен забавен живот на нивото на општината. Зрновци се разбира во соработка и со другите соседни ваши општини, како што е и Тешиново, Блешово, како што е и Виница, тука е и Кочани. Па јас во овој дел можам да спомнам дека навистина и ние одржуваме културно лето Зрновци. Се обидуваме, значи, да наметнеме што повеќе содржини, културни содржини, во главном, значи, последните години тие содржини беа од типот на фолклорни групи. Се обидуваме, значи, и нешто повеќе да направиме во овој дел. Токму поради таа намена, значи, веќе имаме обезбедено средства за изградба на етно парк во село Зрновци, во чишо состав ке има етно куќа, етно амбар, меѓутоа исто така, значи, и етно амфитеатар, во кој што амфитеатар во иднина би го користеле за вакви културни содржини, мислејќи се овде, значи, на разни драми, значи, повторно овде ќе се задржам, значи, на тие игрорни групи и нешто слично, значи, се што ќе процениме дека народот сака да го види. Јас можам да кажам дека последните години ние навистина како општина се обидуваме да дојде до развој на туризмот. Од тие причини, значи, изградивме етно куќа во село Мородвис. Овде имаме етно соба во самиот склоп на општинската зграда, меѓутоа во етно куќата веќе се сместени стотици експонати кои што се сведоци на минатото. Исто така во село Мородвис, значи, направивме и партнерно уредување на популарните чинари, кои што веќе се заштитени со закон како природна реткост, за кои се проценува дека се над 500 години стари. И исто така направивме партнерно уредување на археолошкиот локалитет во село Мородвис. Значи, овој археолошки локалитет е навистина од многу големо значење и од тие причини, значи, ние пристапните патишта веќе се поплочени со бекатон плочки и во непосредна близина исто така изградивме, значи, едно мини парче кој што би служил за одмор и рекреација на самите туристи, меѓутоа и на самите мештани. Интересно е да спомнам дека и кањонот на реката Зрновка навистина изобилува со прекрасни пейсажи, со прекрасни убавини падини за погодни за викенди, за организирање на пикници, меѓутоа и самата река по себе, значи, е многу карактеристична, бидејќи изобилува со голем број на природни базенти, меѓутоа исто така и на голем број на природни пештери. Веќе дел од тие пештери почнавме да ги оплеминуваме, кои што служат за престој на туристите. Исто така, значи, на самиот кањон веќе на едно место е поставена и сајла преку која што може, значи, да се организира авантуристички туризам.
А самата пештера и останатите пештери значи можат се идеално место кое што би служиле на туристите за матрање на птици, значи за преспивање овде, за приготвување на храна, меѓу другото значи и за собирање на шумски плодови кои што можат овде да ги значи сместат, да ги сушат, да ги на некој начин да направат првична обработка на нели и да ги понесат со нив. И можеме да кажеме дека последните години се почести се таквите туристи и истите тие значи знаат да се враќат и по неколку пати, меѓутоа и самите тие се и добра реклама за останатите граѓани. Се обидуваме значи да го развиваме тој рурален туризам со тоа што веќе им нудиме на граѓаните од урбаните центри, поготово тука се мисли на поголемите урбани центри кои што се Скопје, Битола, Велес, дека можат да престојат во Зановци бидејќи веќе имаме опремено неколку семејства кои што можат да примат туристи, а самите значи туристи од Македонија, па и од друго место, значи би могле овде да престојат одредено време, поготово им го нудиме месец септември кога се прават сите оние турши, нели, да можат овде да дојдат да си ги приготват сите овие нели резерви за преку зимото, поѓајќи од туршија, јувки и разни работи, значи им нудат семејствата такви услови, а ти после тоа да заминат и значи да ги понесат со себе во своите домови. За тоа што веќе знаеме дека е забрането, значи се тие работи правење на ајвари, ред други работи да ги прават во урбаните центри, значи имат идеални прилики во нашата општина, значи да бидат сместени во кај некое семејство, кај што можат и да дружат тие неколку дена заедно да се хранат, да си приготват зимница и да заминат во нашата општина. Зановци како населено место наликува на една градска населба. Па можам да ви кажам дека на вистина последните години реализиравме стотици проекти, капитални проекти пред се, значи од сите сфери. Поаѓајќи од патната инфраструктура реализиравме 4 локални патишта, еден регионален пат кој што не поврзува со општина Облешово Чешиново. Значи имаме 4 локални патишта споредни поврзување со општина Виница, имаме заобиколница со соседното село Мородвиц, имаме локален пат изграден до археолошки локалитет Моробиздом во село Мородвиц, имаме изградено локален пат Мородвиц Видовиште, тоа е кој што води во горниот дел на селото Видовиште, и навистина со овие нови сообраќајни алтернативи и овозможивме на граѓаните, значи непречено да се движат многу побрзо да стигнат до своите домови. Меѓутоа исто така, значи овде можам да истакнам дека и во сите населени места е изградено фекална канализација. Имаме, значи, до секое семејство фекална канализација, имаме водовод до секое семејство. Изградивме исто така, значи, паркови во сите населени места, плоштади во сите населени места, кои што служат на луѓето за одмор и рекреација. Ваков простор навистина беше неопходен. Значи голем број на улици асфалтирани, веќе почнавме значи да градиме и тротоари по кои што ќе можат луѓето значи безбедно да се движат. Ги уредивме и речните корита на нашите реки. Тука пред се ќе истекна значи реката Зрновка која што изобилува со голема количина на вода, така да тие силни налити на вода во одредени моменти знаеа да направат вистински проблем во нашето населено место. Тоа се го надминавме со изградба на речните корити. Корита тоа се случуваше и во Мородвиц, во Видовиште, иако таму се работи за помали реки. Меѓутоа во услови на поплави или на по неколку дена кој ќе знаеше да врне на вистина овие реки, се претвараа во многу силни, многу јаки и на вистина знае да направат проблеми на патната инфраструктура и на фекалните канализации, на водоводната мрежа и така натаму.
Овде би ги спомнал и проектите кои што се во тек на изградба. Тука се работи, значи, на изградба на речното корита на реката Зрновка, втора фаза, бидејќи минатите години една фаза имавме реализирана, и изградбата на детската градинка во нашата општина. Значи, неопходноста од детската градинка навистина беше вистински проблем минатите години за граѓаните, бидејќи за да им престојуваат децата во детска градинка, значи морат во градот Кочани. Последните години проблемот се појави што и таму повеќе нема места. Со изградбата сега на детската градинка, која што очекувам за неколку месеци дека ќе биде целосно завршена и пуштена во употреба, на вистина граѓаните ќе си го решат овој проблем со оглед на тоа што голем број на млади мајки веќе се вработени. Меѓутоа, овде ќе спомнам и за изградбата на мостот на реката Брегалница, кој што е единствена алтернатива за стигнување до градот Кочани. Значи се работи за патот Зрновци-Кочани, кој што е во должина од 6-7 километри. Останатите алтернативи, значи преку Виница и преку Теранци, се навистина 20 на километри подолги, тоа би било неиздржливо за граѓаните, а мостот ни беше оштетен 2015 година, февруари, со поплавите. Значи веќе се работи на мостот. Очекуваме дека до средината на летото мостот ќе биде целосно завршен и ќе биде пуштен во функција. А меѓутоа, за проекти кои што планираме да ги понатаму реализираме во нашата општина е да посветиме малку поголемо внимание на полските патишта. Ние засега имаме асфалтиран еден полски пат во село Мородис, кој што води до централниот дел на полето и ги поврзува сите останати патишта. Почнавме во самото Зрновци да пробиваме патишта и веќе еден пробивме од 2 километра кој што е пробиен, тампониран и извалиран. Меѓутоа во иднина очекувам дека во сите населени места уште по 2 полски пата ќе бидат асфалтирани, а ќе посветиме внимание исто така на бетонирање на земјините вади. Тоа веќе го правевме и досега, меѓутоа, значи, имаме голем број на вади кои што се распространените низ самото во аторот на полето во Зрновци, во Моравски видовиште. И јас очекувам дека во наредниот период сите овие бетонски вади ќе ги бетонираме и со тоа ќе го спречиме губитокот на вода. Меѓутоа исто така, значи, и забрзувањето на водата ќе биде решено и секако, значи, и самото одржување ќе биде многу поедноставно и полесно. Чест ќе ни биде да, начело со вас, пак ќе речам, го започнеме нови серијал за општината Зрновци по наслов "Патуваме низ Македонија, патуваме низ општина Зрновци". И јас ви благодарам и ќе ви биде навистина драго. Драги мои, сето ова што до сега ви го раскажав за општината Зрновци е само мал вовед во многуте приказни што мештаните од Зрновско-Видовишко-Мородвишката регија ќе ми ги раскажат за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, преточени во неколку продолженија на овој документарен серијал со работен наслов "Патуваме низ општина Зрновци", со надеж дека меѓу помладите од Зрновско-Видовишко-Мородвишката регија, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедливата прав на заборавот.